Спомнете сме денеска цел ден тука, почитувани граматолци од регионот, почитувани сметничка на председател на владата на Република Македонија за земјоделство Лече Николовска, почитуван директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството Никол Чеваловски, почитувани представници на Сдруженијето Современо земјоделство, почитувани фармери предприемачи, почитувани присутни. Од срце благодарам се кажам за честа денеска заеднички го отвориме овој настан и овој избор од прв пат во државата. За сите нас ова представува мотив за следниот период заедно со целокупниот тим да продолжиме да работиме на нови мерки и политики кои што ќе донесат бенефит за земјоделците, за целокупното македонско земјоделство. Затоа што навистина македонскиот земјоделец заслужува да има достоинствено место во нашето општество. Изминатата година неколку месеци, односно уште од првиот ден од кога ја преземав одговорност за процесите во државата, заеднички овој цел тим на луѓе започна да работи на системски мерки во насока на зголемување на земјоделското производство, добиточниот фонд, создавање на услови за конкурентни производи, зголемување на извозот, отварање на нови пазари, промоција на нашите македонски земјоделски производи надвор од државата и реализација на првите крупни проекти во делот на водостопанството и на инфраструктурата. Работевме заедно и посветено да го вратиме земјоделското земјиште кај вистинските земјоделци и се уште ќе бидеме фокусирани на тој процес, за да возможиме подобри услови за работа и развитие. Паралелно, како ресорно министерство, секогаш сме тука навреме да реагираме на состојбите секогаш кога има дисбаланс во однос на откупот на земјоделските производи, како што тоа го правевме во целокупниот овој период. Мерките и политиките ги креираме преку отворени и навремени состаноци со сите чинители во земјоделскиот сектор. Затоа отворивме Министерството и владата за сите. Поголемиот дел од сите мерки кои што ги преседавме во овој период, имавте можност, односно ќе имате можност денеска да ги проследите благодарение толку на овој настан и на Сдруженијето Современо земјоделство. Знам колку е важно за овој регион, она особено што сакам денеска да го потенцирам како гранка од овој агроиндустријски сектор, а тоа е сточарството. Затоа денеска исплативме близу 150 милиони денари субвенции од третата фаза за предадено млеко по литар. Вчера го објавивме новиот јавен повик преку програмата за рурален развој за финансиска поддршка за неповратни 10.000 евра за младите земјоделци, каде што ставаме фокус токму на сточарството. Со ова мерка ги потекнуваме младите земјоделци, односно младите луѓе да се вклучат во оваа дејност, да започнат собствен агробизнис, затоа што младите се едината и двигателот на македонското модерно земјоделство. Но освен мерките и финансиската поддршка, која што им е достапна на земјоделците, на младите луѓе, преку програмите за финансиска поддршка и преку програмите за рурален развој, силно бевме фокусирани во оваа година, уште повеќе во периодот што следи на искористеноста на европските фондови и на средствата од ИПАР програмите. Затоа денес на само еден повик во овој период имаме склучено договори за 14 милиони евра, односно на само еден повик склучени изброј на договори колку што имаме во претходните 9 години или на претходните 12 области. Ова влада, ова министерство е силно фокусирано, ако на нешто најмногу, тоа на искористеноста на европските фондови. Многу нови структурни кохезиони, нови фондови за рурален развој стојат на располагање на Македонија, и тоа по периодот кој што следи, периодот во кој што Македонија станува земја членка на НАТО, периодот во кој што Македонија едно од првите поглавја за кој што започнува
почнува преговори се токму поглавјата за земјоделство, за безбедност на храна, за риварство, едни од најтешките, но едни за кои што сме најдобро подготвени, едни во кои што следат најголемите пари кои што ќе дојдат во македонскиот агробизнес. 400 милиарди евра Европската унија во еден програмски период издвојува за земјоделство. Ова е секторот кој што може би единствениот, ама целосно финансиран од Европската унија. Сега на располагање имаме 60 до 80 милиони евра, но со почетокот на преговорите на Македонија за членство во Европската унија, сите овие средства, ако споредиме со соседните земји кои што се членки веќе на Европската унија, се не само што се дуплираат, туку стануваат 10 пати поголема поддршка која што Македонија може да ја добие. Хрватска добива над 3 милиарди во овој период, Бугарија добива меѓу 8 и 9 милиарди. Тоа е нашата цел. Не со раст од 1, од 2, од 3%, не со 15 милиони евра кои што веќе ги договоривме за 2019 преку ИПА за земјоделство. Не со овие 60 милиони за кои што правиме се заеднички и со агенцијата, со сите институции, за да ги искористиме до денес, а кои што не биле користени во претходниот период. Нашата цел е за 10 пати да ги зголемиме овие средства и да навистина во Македонија, ако правиме нешто, да правиме конкурентно, модерно, иновативно земјоделство, и затоа е шансата за неколку недели пред нас. За 10 дена имаме таа шанса да кажеме да за Европска Македонија, за македонско и европско земјоделство, за стотици милиони евра пари кои што чека на нашата одлука, на нашата решеност да ги искористиме, да го реформираме, да го реорганизираме и да дадеме силна поддршка на македонското земјоделство, кое што ќе биде модерно, иновативно и европско. Затоа благодарам на честа што денеска ја имаме заеднички да го отвориме овој настан, да ги слушнеме кои се најдобрите во земјоделскиот сектор и да навистина заедно продолжиме да градиме модерно, иновативно, дигитално, европско земјоделство. Благодарам ви нека овој настан биде отворен, да се множат годините на многу успеси на сите вас. Заеднички за Европска Македонија. Благодарам.